Урнатините од надворешниот бедем од Тетовското кале, кои пред 3 години паднаа на патот кој води кон тврдината, се уште не се отстранети. Последниве неколку месеци се рони и останатиот дел од калето, кој иако е заштитен со закон, надлежните сосема го заборавиле. Тетовци во време на големо аерозагадување во градот најчесто пешачат до калето за да дишат чист воздух, но сега се поретко го посетуваат овој културен споменик, затоа што е ризично да се помине покрај него, во секој момент може да се одронат и паднат старите камења. И ја како еден од рекреативците, а се надевам и останатиот дел, така речи, од екипата што секојдневно го посетуваат Тетовското кале, кои рекреираат скоро секој ден, можем да кажем дека може да се подобрат условите, пошто ова е единствено место кај што можат ние од градот, така речи, од градската бучава да се релаксираме. Мислам дека може да има подобри услови и да се средат, така речи, условите за пешачење, поготово при влезот на Тетовското кале, каде што е руинирана тврдината и е многу несигурно за да се движиш. И представува опасност, така речи, за самото наше движење или општо и за сите рекреативци би можеле да кажеме дека не е безбедно. На тој план мислим дека треба да се поработи малку повеќе од локалните власти, да. Во однос на патот можем да кажем дека исто така како и самата таа руинирана тврдина може да се поработи повеќе, затоа што може да биде повеќе посреден, затоа што има услови, така речи, за да биде посреден. Има убава природа и така мислам дека може да биде подобро. Јас треќа година што идем према Кале, према Лаце, до Селце идем, овако гледам. Не е направено тоа, не знам зашто тука има некој застој, не знам како. И ризично е? Ризично е, да, тука мораш на десна страна да одиш да излезеш на равна таму пред Лаце. Иначе тука е ризично тоа, паѓа тие камени, тоа не знам зашто не се прави. Патот негде е расипан, негде, како да кажем, овој пат према Селце е направен. Едно 3 километра, тако нешто. Добро е да се ходи нагоре, ама да биде услови нешто подобри да бидете. Иначе Тетово е многу добро место, има ово према Кале и према Баниште нагоре тие места. Да. За сега доле е магла, горе е сумце, видиш како е тука. Тука е многу фина. Да се излага, да биде почисто, поинако, да се грижи мало општина или било кој како има моќ да прави нешто, да чини тоа. Точно, не е расчистен горе и постои голема опасност да тоа се одрони и да има и, не дај Боже, жртви. Би требало надлежните тоа да го санираат. Би требало. За патот? Патот е направен пред 30 на години, сигурно, и со оглед на тоа е во добра состојба, меѓутоа треба да се прошири со оглед на зголемената фреквенција на возила, да има место и за пешаците, и за рекреативците, и за возилата. Мислам дека надлежните треба да преземат мерки. Од општина Тетово велат дека Тетовското кале е под надлежност на управата за заштита на културни споменици и без нивна дозвола општината нема право да ги отстранува камењата од бедемот паднати на патот, ниту пак да го заштити останатиот дел од тврдината. Националниот конзерваторски центар изработил проект за конзервација на надворешниот бедем од калето. Следната година очекуваат Министерството за култура да одобри средства за оваа намена, а за 2016 година во план е конзервација и на останатиот дел од тврдината. До тогаш овој културен споменик ќе продолжи да представува опасност за граѓаните кои го користат ова место за да избегаат од густиот тетовски смог.